Јове, те седнав тука, знаеш ли зошто? Не, Не може. ќе ми изненадиш. Да, тоа е така. Те седнав тука во дресот на Манчестер Сити, за да се навратиме на муаветот за Премиер Лига што го правевме пред некое време. И темата што се вжештува последните 5 кола на Премиер Лига, односно трката за топ 4. Твојот клуб е во трка за топ 4, Тотенхем, Арсенал е во трка за топ 4, Вест Хем и Манчестер Юнайтед. Сакам да го поминеме малку муаветов околу тоа кој ќе биде последниот клуб од Англија кој што ќе се пласира во Лигата на шампионите. Знаеме колку е значајно, знаеме колку е важно финансиски да си во Лигата на шампионите. Па сакам да те прашам кој е твоето мислење во поглед на трката? Кој е фаворит? Навијачки нормално, нели, Тотенхем ќе кажам. Меѓутоа, ова коло, са не знам кога ќе се дава ова, меѓутоа претходно коло, да, мислам дека ќе биде така. Весхем како да ги отпишаа дека веќе отпаѓаат од трката затоа што загубија. И реално и јас би ги отпишал затоа што мислам дека прејдоа понатаму во Европа. Да. Дека таму веројатно фокусот им беше таму, затоа ја изгуби оваа утакмица, веројатно ќе се фокусираат на тоа да го освојат тоа првенство. Сега, нели, топ 4 им значи излез у Лига на шампиони, меѓутоа тимовите со кои што ќе се надпреваруваат сепак се тука Арсенал или екипата што е четврта во Англија, значи така се познати дека тие се четврто место во Англија. Тоа име педигрето. Педигрето и одеднаш тука се јавија нели овие два волци, секогаш просечните мои Тотенхем и нели една порано шампионска екипа на Юнайтед, а сега една изгубена PR машинерија. И да. Мислам дека ќе биде баш трка, а поеќе онаква трка со тумбања. Имаат меѓу себе Юнайтед и Тотенхем утакмица. Распоредот баш го гледав. Веројатно на сепак на Юнайтед му е полесен распоредот. Мислам дека најлесен е на Арсенал распоредот. Не, најтежок е. Најтежок му е. Да, има Челси и со Сити или Ливерпул, еден од тие двата ги имаат. Ама имаат. за останата. Да. И таа ако не овакво гледаме, мислам дека и ако го стигнат нели со таа утакмица Тотенхем, дека и ако Юнайтед и Тотенхем таа изиграат нерешено или еден да загуби или некако, мислам дека ќе биде интересно. Јас сепак би одел чисто заради тренерот, дека едноставно се докажа, ако нешто докажал овој тренер, дека е тренерот задача. Секаде кај што беше доведен во последниве 3 клуба, му река ова ти е задача, ја направи таа задача, ја направи во Челси, ја направи во Интер и каде уште некаде ја направи. Јувентус. И во Јувентус ја направи. Беше трикратен шампион пред да се отиде. И тука има веројатно име тоа задача да влезе во топ 4, мислам дека ќе ја оствари, ја нели ја предлабочи малце ротацијата, па ќе видиме сега. Ти доста лесно отиде против Кристијано Роналдо. Јас мислам дека ќе биде многу чудно да го гледаме Роналдо во Лига Европа и од таа причина некако давам шанси за бидејќи знаејќи го неговиот педигрето и њухот. Да. Знаеш како еве пример со Норвич, надпревар минатиот викенд што се одигра, надпревар кој што реално требаше да го добијат многу лесно поради дефанзивни грешки, дозволија 2-2 да биде во 80-та минута. Ама Роналдо не дозволи да го изгубат. И мислам дека тоа може да му се случи многу почесто отколку што може да му се случи тоа на Сака, отколку што може тоа на Кейн, познате по решавање над превари. И мислам дека тука е малата предност на Юнайтед и добро, малку лигата и наклонетоста, ајде да не навлегуваме во тоа. Вака, значи дури посериозен како се вика надпреварувач го гледам Арсенал затоа што мора да излезат од кризава. Они имаа фантастична втор дел од сезона и сега влегува некоја криза 3-4 недели и се најдоа повторно да речеме Арсенал. Мислам дека ќе ја подигнат пак формата и ќе бидат конкурентни у последниот дел од сезоната. Меѓутоа за Юнайтед сакам да ти кажам да го поздравам Мики, имам едно другарче кој што многу ги сака Юнайтед и најчесто со него дискутираме за што како и вика за еден играч што го спомнавте, нели, ќе го спомнам сега, да, Кристијано Роналдо е тука, меѓутоа за Мегвајер да се навратиме. И ми вика, пичка ли му мајчина, оди со некои послаби екипи, изиграј како што треба, покрени си го либидото и самодовербата и после дојди да играш тука со овако. Ја викам со кој посла под Норвич? Да.
нема он имаше буквално последна последниот ужасна утакмица, Гучук со ногу у глава Погба, се гледаше Погба дека расположението им е внатре, тој се воздража да не му влепи шам. Да. И ја тоа мислам беше многу дека воочливо. Рагник повеќе се бави со его, како Бруклин Нетс што зборевме, дека повеќе се бават со егоата на фудбалерите, на примадоните, отколку што сериозно разговараат за дали. Ја тоа го гледам како проблем. Дали Кристијано Роналдо има моќ да ги однесе, секако дека има, ако тој не докажал, кој овако докажал, ама ќе видиме. Јас сум највеќе за Тотенхем Арсенал, Тотенхем заради Конте, да? Да. Јас ќе одам со Юнайтед поради Кристијано Роналдо. Мислам дека клучното негово ќе биде изговорено на крај на сезоната, а ако не биде, нека грешам со задоволство, бидејќи ќе ми биде мило и Тотенхем да ги видам во Лига на Па шампиони. нека победи меѓу нас подобриот, а таму четвртиот. Да, тоа. Ти благодарам. Ти благодарам. Тоа е.